После 1018 година, кога било уништено Самоиловото царство, целата територија на Македонија била вклучена во византискиот тематски воено-административен систем. Од ново приклучените македонски територии, Византија формирала нова тема, во ранг на Катепанат, која го добила името Бугарија. Седиште на новата тема станал градот Скопје, а прв управител Давид Аријанит. Превентивно, за да не стане големо жариште на побуна, византискиот цар Василий II веднаш наредил да бидат разурнати ѕидините на градот Охрид, поранешната престолнина на Самуиловото царство. Во текот на втората половина на 11 век, наместо пространата тема Бугарија, во Македонија биле создавани поголем број главно мали по обем теми. Единствено Солунската тема останала поголема. Новите теми се состоеле од еден покрупен градски центар заедно со својата потесна или поширока околина. Од крајот на 11-тиот и во текот на 12-тиот век познати се следниве византиски теми во Македонија: Солунска, Струмичка, Берска, Костурска, Мегленска, Пелагониска, Охридска, Вардарска, Скопска и други. Тематските граници биле променливи и се прекројувале во зависност од проценките на византиската власт, како најдобро би можела да одолее на внатрешните или надворешните предизвици. Така, познато е, например, дека малата Охридска тема привремено била приклучувана кон поголемата Драчка тема, со главна цел да се организира подобра одбрана од надворешните навлегувања, нормански, крстоносни, српски и други. Покрај надворешните навлегувања и востанијата на Петар Дељан и Ѓорги Војтех представувале фактор кој привремено го нарушувал нормалното функционирање на византискиот административен систем во Македонија. Покрупните теми били управувани најчесто од дуксови, а помалите од катепани и стратези. Значи, евидентно е постоењето на мали воени и мали фискални теми кон крајот на 11-тиот век на просторот на Македонија, кои главно биле под контрола на големите и стари Драчка и Солунска тема. Според ревидираните мислења во византологијата во периодот на 11-тиот и 12-тиот век, главно се бележи тенденција на константен економски развој, кој меѓу другото подразбирал земјоделски и урбан развој во провинциите на Византија. Таквата оценка секако се однесува и за просторот на Македонија. Во овој период се бележи разложување и распаѓање на селската општина за сметка на растеж на крупниот феодален земјопосет. Примери за таквата тенденција може да се најдат во преписката на архиепископот Теофилакт. Слободните селани на разни начини биле претворени во феодално зависни луѓе, кои биле поделени во повеќе категории. Основната категорија на зависни лица биле познати под името парици. Исто така, како посебни категории зависно население, треба да се споменат отроците, клириците и робовите. За време на византиското владење во Македонија, во пракса бил присутен имунитетот екскусија. Тоа всушност значило дека византиската држава отстапувала почесто финансиски, а поретко административно-судски права на феодалните господари. Доаѓањето на византискиот цар Алексиј I Комнин 1081-1118 година на власт, без сомнение предизвикало подолгорочно стабилизирање на византиската власт на еден поширок простор. Времето на неговото владење било одбележено со започнување на повеќеслојни позитивни промени во развојот на Византија. Постојат мислења според кои неговото име потребно е да се вброи меѓу најзначајните и најголемите византиски цареви. Но веднаш по доаѓањето на власт, византискиот цар Алексиј I морал да се соочи со големата норманска опасност од запад. Норманскиот владетел Роберт Гвискард и неговиот син
Бомеунд Таренски, по утврдувањето на своите позиции во поранешните византиски владенија во Јужна Италија, пролетта 1081 година организирале голема воена кампања. За основна цел на големата кампања било поставено проширувањето на норманската власт од другата страна на Јадранското море кон балканските владенија на Византија. Норманското освојување на Драч представувал главен предуслов за успешно продолжување на воената кампања по патот Вија Егнатија и пошироко на просторот на Албанија, Епир, Тесалија и Југозападна Македонија. Сериозноста на ситуацијата наложувала личен воен ангажман на византискиот цар. Според Ана Комнина, кога царот Алексиј I во август тргнал од Цариград кон Драч, во редовите на неговата војска имало разновидни и разнородни воени трупи. Меѓу воените единици и командантите кои се наоѓале под византиска команда се споменуваат Антиох, кој заповедал со македонците, Александар Кавасила, кој заповедал со тесалијците, а Татики, тогаш велики примикерии, заповедал со турците кои живееле околу Охрид. На 15 октомври 1081 година тој со својата војска пристигнал пред Драч, а по само 3 дена се впуштил во отворена и жестока битка со норманите. Византиската војска на чело со Алексиј I доживеала катастрофален пораз. Во тие тешки околности, според Ана Комнина, царот Алексиј I со својата придружба избегал од боиштето и по 2 деноноќија патување преку планини и по лоши патишта стигнал во Охрид. Опоравувајќи се малку во Охрид и одморајќи си го телото, царот Алексиј I потоа се упатил во Девол за да ги дочека своите разбегани војници. Во Девол царот наредил разбеганите војници да се собираат во Солун, каде и самиот се упатил. Паѓањето на градот Драч во нормански раце сепак се одолговлекло неколку месеци, односно до февруари 1082 година. Се создале услови за натамошни нормански освојувања кон Епир, Тесалија и Македонија. По доживеаниот втор воен пораз од норманите, овој пат во битката кај Јанине во Епир, царот Алексиј I, сосема слично како по поразот кај Драч, со дел од војската успешно го предводел и второто повлекување. Избегнувајќи безбројни големи опасности, Алексиј I повторно се спасил, овој пат минувајќи преку Струга, за да стигне во Охрид. Според известувањето на Ана Комнина, царот Алексиј I заминал од Охрид, упатувајќи се кон Вардар за да собира нова војска, која му била потребна за следниот судир со норманите. Новата битка најверојатно се одиграла летото или почетокот на есента 1082 година, но местото на одигрување не може со сигурност да се утврди. Последователните порази кои ги доживеала Византија во трите битки 1081-1082 година против норманите истовремено представувале неуспешни обиди да се сопре норманското напредување во внатрешноста на Балканот. Според Ана Комнина, повраќањето на Роберт Гвискард во Италија пролетта 1082 година, командата врз норманската војска веќе е имал превземено неговиот син Боемунд. Тенденцијата за превземање на успешни воени акции против Византија, Боемунд ја продолжил со освојувања во Македонија. Петар Алифа ги завзел двата полога, Горен и Долен, додека Пунтесии завладел со Скопје. Потоа Ана Комнина изнесува сосема кус опис за делумното освојување на Охрид од страна на норманите. Лично Боемунд, по повикот од охриѓаните, брзо пристигнал до Охрид, задржувајќи се таму кратко време. Не постигнал ништо или без да може да направи нешто, бидејќи Ариеби ја бранел Охридската тврдина. Значајно е да се наведе еден општ податок од Ордерик Виталис. Тој всушност соопштува одредени наредби или препораки на Роберт Гвискард упатени кон норманските грофови предводени од Боемунд, како да се однесуваат кон локалното население и византиските благородници. Меѓу другото, се открива дека треба храбро да се борат, но само доколку бидат нападнати од противникот. Исто така им било наложено да не го вознемируваат локалното население и да не го предизвикуваат против себе. Напуштајќи го Охрид,
со главнината од војската, Боемунд се упатил за острово, веројатно по патот Вија Егнатија преку Преспа и Пелагонија. Во понатамошниот тек на норманските освојувања во Македонија 1082-83, по Охрид како засегнати градови и тврдини од продорот на Боемунд се споменуваат Острово, Соск, Сервија, Верија, Воден и Меглен. Следувал период од византиско-норманската војна исполнет со динамични пресврти. Пролетта 1083 година Боемунд ја продолжил офанзивната војна кампања за освојување на нови византиски владенија во Македонија и Тесалија. Во еден силен налет, пред да се упатат кон Лариса, норманите успеале да ги освојат важните градови Пелагонија, Битола, Трикала и Костур. Но потоа следувале два тешки пораза – битката кај Лариса и битката за Костур, од кои норманите до крајот на војната не можеле да се опорават. Најпосле, крајот на византиско-норманската војна се случил 1085 година. Византискиот цар Алекси I Комнен за време на своето долгогодишно владење без своја волја бил инволвиран во големото движење од западот, првото крстоносна војна. Ова движење било организирано и предводено од западноевропските главно француски благородници, како и од папските великодостојници, и за главна цел имало ослободување на Христовиот гроб во Ерусалим. Во контекст на овој поход, балканските владенија на Византија се нашле како транзитна зона на крстоносците. Постојат византиски, но уште повеќе западноевропски извори кои известуваат за овој крстоносен поход. Според тие известувања, поминувањето на крстоносците на балканските владенија во тој контекст и на Македонија се датира кон крајот на 1096 и во првите месеци на 1097 година. Првата крстоносна војска која поминала из Македонија е онаа предводена од Боемунд Таренски. Имено тој од Албанија влегол во територијата на Македонија преку Костор и потоа го продолжил напредувањето кон Константинопол. Втората крстоносна војска ја предводел францускиот благородник Рајмунд Тулуски, кој што по патот Вија Егнатија се пробивал низ балканските простори. Така тој кон крајот на 1096 година тргнал од Франција преку Јужна Италија, Далмација, за да стигне во Драч. Во Драч бил пречекан од управникот Јован Комнин, кој што потоа го препратил понатаму во патувањето. Иако декларативно била постигната спогодба, крстоносците да поминуваат мирно низ балканските простори и да бидат снабдувани со прехранбени продукти, Византија тоа не го почитувала. Тие често биле напаѓани и за тоа известуваат западните извори. Според францускиот автор Рајмунд од Ажил, крстоносните војски постојано биле напаѓани при своите преминувања во Македонија од узите, куманите, печенезите и турците. Секако ова се смета дека се наемнички војски на Византија. Последната крстоносна војска која поминала низ територијата на Македонија е онаа предводена од херцогот Роберт Нормандиски и грофот Стефан од Блуа и Шартер. За ова добиваме информација од познатиот француски хроничар Фулкер од Шартер, која напишал историјата Ерусалимската историја. Според неговите податоци, крстоносците кон крајот на 1096 година почнале со патувањето кон Балканот. По известни тешкоти, тие го поминале Јадранското море и се истовариле кај Драч во Албанија. Потоа го продолжиле патувањето по копнен пат. При ова патување интересно да се споменат одредени топоними кои што ги споменува Фулкер од Шартер. Па така, например, градот Охрид е наречен Лукреција, а градот Битола Ботел. Исто така, Фулкер од Шартер ја споменува и реката Вардар. Од богатата ризница на податоци во писмата на Теофилакт Охридски постојат ретки фрагменти кои се однесуваат на преминувањето на крстоносците низ Македонија или по-конкретно низ некои од епархиите на Охридската архиепископија. Обраќајќи му се на китарскиот епископ после одредена пауза во комуникацијата, Теофилакт значителен дел од писмото посветува на двете причини кои придонеле за тоа.
Првата причина била преминувањето на франките или навлегувањето, или не знам како поинако да го наречам, кое толку не опфати и не привлече, што дури ни самите не се чувствувавме. Втората причина била што Теофилакт не бил во можност да најде сигурен и доверлив курир за праќање на писмата, но бидејќи веќе се навикнавме на пакостите на франките и ги поднесуваме злата полесно од претходно, зашто времето е добар учител на се, па затоа понекогаш сме господари на себе си. Податокот на Теофилакт упатува на тоа дека за време на поминувањето на крстоносците 1096-1097, состојбата во Охрид и пошироко била неповолна, одразувајќи се најмногу на ограничување на движењето на луѓето и осиромашувањето на материјалните и човечките ресурси на градовите. После 10 години се бележи последниот обид на Боемунд Таренски да завладее со балканските владенија на Византија. За да ја добие неопходната финансиска и дипломатска помош, Боемунд ги посетил Италија, Франција и Нормандија, а по пристигнувањето во Јужна Италија во втората половина на 1106 година, тој ги започнал конкретните војни подготовки за предстојниот продор. Бидејќи таквата намера на Боемунд била очекувана од византискиот цар, тој започнал со сериозни и долготрајни дипломатски и војни подготовки со намера Византија овој пат поуспешно да се справи со норманската опасност. Токму во контекст на подготовките кои биле превземани за што подобро утврдување на градот Драч, Ана Комнина меѓу другото се осврнала на реката Дрим, при тоа опишувајќи го нејзиното течение од истекот на Охридското езеро до вливот во Јадранско море. Според авторката, реката Дрим се симнува од височините од езерото Лихнит, кое на варварскиот јазик се нарекува Охрид, под планината Мокра преку 100 канали. Тие како посебни рекички, на тој начин течат до реката кај Дебар во која се влеваат. Од тоа место реката се зголемува и се нарекува Дрим. Потоа следува описот на течанието на Дрим до нејзиното влевање во Јадранското море, во близина на Леш. Во текот на октомври 1107 година, откако Боемунд со норманската војска се истоварил од своите бродови кај Валона и го освоил споменатиот град, се упатил кон Драч. Во меѓувреме царот Алексиј I се упатил од Константинопол кон Солун. Овој пат намерата на Алексиј I била добро да ги утврди позначајните војни пунктови во Епир, Албанија и Западна Македонија. Од војниците кои биле обучувани во Солун, царот ги избрал најискусните и најхрабрите и ги испратил по клисурите и теснините каде се очекувало навлегувањето на норманите. Така, според известувањето на Ана Комнина, кон крајот на 1107 година, Александар Кавасила со коњаница и пешадија бил испратен да ја брани тврдината Петрела. Војсководачот Лав Никерит со поголем одред го чувал Дебар, а на Евстатиј Камица му била доверена заштитата на премините на Арбанон. Превземените мерки на Алексиј I со право се дефинирани како превентивно одбрамбени. Во текот на пролета 1108 година, додека Боемунд неколку пати залудно се обидувал да го освои Драч, царот Алексиј I од Солун преку Пелагонија пристигнал во добро утврдениот Девол. Непосредно со вршењето воен притисок и опсада на Драч, на што лично го насочил целото свое внимание, Боемунд со еден дел од војската го испратил својот брат Гвидо, грофот Сарацин и Контопагин да се пробијат кон исток и најпрво да се пресметаат со Александар Кавасила, бранителот на тврдината Петрела. Потоа било планирано да се ослободат главните патишта и да се превземат одредени попатни тврдини од византиска контрола. Всушност, тежиштето на акцијата било насочено кон позициите на Евстатиј Камица, кој ги контролирал премините на Арбанон. Делејќи ја норманската војска на два дела, Гвидо со едниот дел од војската се упатил фронтално кон Евстатиј Камица, додека вториот дел од војската на чело со Контопагин и грофот Сарацин се упатила кон Дебар и требало да го нападнат
Евстатий Камица од задгрб. Норманскиот план во потполност успеал. Но набрзо потоа летото 1108 година, тешкотиите со кои се соочувал Боемунд станале несовладливи и тој бил принуден на драчкиот дукс Алексиј да му предложи склучување на мир. По прифаќањето на норманската понуда од царот Алексиј I во септември 1108 година бил склучен така наречениот Деволски договор, кој всушност ја официализирал византиската победа. Од норманскиот продор сепак произлегле негативни последици за Охрид. По-конкретно, за тоа кои и какви биле последиците за Охрид и околината од овој последен нормански продор предводен од Боемунд, дознаваме од неколку писма на Теофилакт Охридски. Во две негови писма особено се потенцира проблемот кој настанал поради претераната рекрутација на жителите на малата Охридска тема во редовите на византиската војска, што придонело за осетно осипување на машкото работоспособно население. Во писмото, упатено до драчкиот дукс, Теофилакт директно барал да се прекине или барем да се намали собирањето на пешадија од Охридската тема, под изговор дека темата е мошне мала и сиромашна и дека недостатокот на население уште повеќе ја влошува состојбата. Во богатата преписка на Теофилакт постои уште едно писмо, кое можеби на најдобар начин ја доловува тешката положба во која се нашол градот Охрид и Македонија, предизвикана од навлегувањето на норманите во првата деценија на 12-тиот век. Писмото е упатено до магистерот Јован Пантехни и во него Теофилакт пишува: Работите во Охрид се многу страшни. Земјата на Мокра, а Мокра е дел од Охридско, е заграбена од робот и од стапникот. А Багора, тоа е голема планина во средината помеѓу бугарските и драчките планини, се наоѓа во рацете на бунтовникот. Со еден збор, се е лошо. Но да се надеваме на Бога и на грижите на мојхниот цар, дека тој гуштер, кој што стоплен од зраците на царските добрини дигнал глава, лошо ќе помине и нема каде да се скрие. Времето на владење на византискиот цар Алексиј I Комнин во голем дел се совпаѓа со времето кога, како архиепископ во Охрид, се наоѓал познатиот Теофилакт. Од неговата сочувана писмена кореспонденција добиваме драгоцени податоци за неговиот живот и делување во Охрид. Тие податоци на посреден начин всушност ни откриваат важни фрагменти од поширокиот социјално-економски контекст во кој се наоѓала Македонија кон крајот на 11-тиот и почетокот на 12-тиот век. Поради потребата од обновување и зајакнување на воените ресурси и фискалниот капацитет на државата, Алексиј I бил принуден да спроведува ригорозни мерки. Превземените мерки подразбирале енормно зголемување на државните трошоци, кои единствено можеле да бидат надоместени со зголемување и поголема дисциплина при собирањето на даноците. Фискалните промени предизвикале незадоволство кај поситните и покрупните земјопоседници, на кои им биле ограничувани претходно стекнатите придобивки, привилегии и имунитетни права. Еден од погласните незадоволници од работата на државните даночни чиновници бил самиот охридски архиепископ Теофилакт. Во неговите писма постојат бројни примери од кои може да се заклучи дека Теофилакт за време на неговиот подолг престој во Охрид се наоѓал во речиси континуиран судир со споменатите чиновници. Во неколку писма од преписката на Теофилакт централно место завземаат случувањата во врска со долготрајниот конфликт меѓу архиепископот и парикот Лазар. Преку случајот на парикот, кој бил искористен како експонент, даночните чиновници всушност ги подкопувале собственичките и имунитетните права и привилегии на црквата. Сето тоа одело во прилог на зголемување на државните за сметка на црковните приходи. Во едно писмо Теофилакт пренесува дека Лазар пред царот изјавил:
Архиепископот бил дебел и многу богат, дека живеел како сатрап во многукатни згради и дека летувал и се разладувал во неговите добро проветрени куќи. Потребно е да се верува дека Охридската архиепископија и нејзиниот поглавар Теофилакт располагале со крупен движен и недвижен имот. Од податоците во писмата овозможено е да се добие единствено делумен увид во имотната состојба. Според тој увид, архиепископот, освен во Охрид и околината, поседувал или управувал со имоти во Пелагонија, Девол, Воден, Полог и Повардарието. На земјоделските површини доминантно било производството на жито, кое Теофилакт на едно место го споменува дека се пресејувало за да се оддели од плевелот. Под поимот жито, споменат од Теофилакт, потребно е да се подразберат следниве житни култури: пченица, просо, овес, јачмен и друго. За мелење на житото Теофилакт користел воденици, но од писмата се дознава дека за нивно користење на државата бил принудуван да ја плаќа двојно повисок данок отколку останатото население и дека плаќал данок и за урнатите воденици. Во земјишните имоти на архиепископијата влегувале и лозјата. Тие се споменуваат во контекст на тоа дека Теофилакт на престапниците кои биле осудени од црковниот суд им одземал лозја и ги приклучувал кон неговиот земјоделски имот. Од грозјето кое било добивано од лозјата било правено познатото охридско тенко вино. Во едно од писмата Теофилакт оставил сведоштво дека во негово време во околината на Охрид се одгледувала и маслинката. Треба се претпостави дека со нивна преработка се добивало масло. Архиепископијата по се изгледа располагала со пространи планински пасишта на кои се одгледувало ситен и крупен добиток. На едно место во писмата се споменува дека Теофилакт им доделил малку добиток на дел од своето зависно население. Се чини дека Теофилакт добивал големи приходи од црковните пасишта, што се заклучува од податокот дека неговите патишта биле полни со сирење, а од неговите ридови течело млеко. Во редот на стопанските гранки од кои црквата без сомнение имала значителни приходи, спаѓало рибарството. Тоа изгледа сосема природно, поради тоа што градот Охрид се протегал на бреговите на Охридското езеро. Од писмата се дознава најраспространетиот начин на кој се ловела рибата. Биле употребувани струги, прегради, кои грците ги нарекувале вади. На повеќе места во писмата се сретнуваат податоци дека Теофилакт испраќал охридски риби на своите адресанти, пријатели и поддржувачи ширум диецезата на Охридската архиепископија и пошироко. Тие насекаде биле познати како сладки риби, веројатно бидејќи биле вкусни за јадење или можеби дека биле сладководни. Интересно е тоа што се открива дека рибите за конзумирање биле подготвувани на два начини, како солени риби и риби испечени во леп. Најверојатно се работи за видовите на риба пастрмка и белвица. Посреден податок кој сведочи за функционирањето на трговијата во Охрид представува постоењето на градскиот пазар, каде бил забележуван и Теофилакт. Се смета дека присуството на Теофилакт на пазарот треба да се разбере како негова потреба да тргува со вишоците од земјоделско-сточарските продукти кои ги остварувал од своите имоти. Во писмата на Теофилакт на неколку места директно се споменуваат охриѓаните. Таквите податоци овозможуваат во голема мера да се открие каков бил односот на Теофилакт кон нив. При тоа, потребно е да се нагласи дека освен специфичната локална димензија на значење, споменувањето на охриѓаните мошне често представувало персонификација за македонското население воопшто. Кратко време по доаѓањето на Теофилакт во Охрид, разочаран од обкружувањето, тој во едно писмо ги соопштува првите впечатоци за охриѓаните. Користејќи длабока реторика, Теофилакт охриѓаните ги доживува како вратови без глави, кои не знаеле да го почитуваат ниту Бога, ниту луѓето.
Понатаму истакнува дека бил осуден да живее со такви чудовишта и дека не постоела надеж под влијание на некакви подобри сили вратовите да добијат глави. Во едно друго писмо, Теофилакт реторички истакнува дека охриѓаните ја слушале неговата песна, проповед како магарето лирата, на тој начин нагласувајќи ја нивната неукост и непознавањето на грчкиот јазик. Користејќи длабока метафора, Теофилакт на 3 места жителите кои го обкружувале ги нарекува жаби од смрдлива средина, кои биле пород на овдешното езеро на злото, алузија за Охридското езеро. Уште се дознава дека населението смрдело на кози и веројатно на овчи кожи, дека неговите работи засмрделе и изгниле за време на неговиот долг престој во градот Охрид и дека тој наводно робувал на робовите и нечистите варвари кои живееле во голема сиромаштија. Но веројатно, откако одминало подолго време од неговиот живот во Охрид, Теофилакт признал дека не останал отпорен на влијанијата на варварската средина. Тој во едно писмо истакнува дека откако се наоѓа во Охрид, сите негови работи засмрделе и изгниле, дури оние кои биле пријатни и убаво мирисале. При тоа изразува страв и бара помош во блиска иднина гнилежот и смрдејата да не започнат да му мирисаат многу убаво и пријатно. Треба да се потенцира дека, иако испишаните зборови содржат голема доза на иронија и самосожалување, сепак тие на оригинален начин ја потврдуваат неизбежната интеракција и влијание кое го примал Теофилакт од варварската средина. Наводната етничка антипатија која долго време во науката беше истакнувана како главна причина за Теофилактовите негативни квалификации кон македонското население, потребно е да се отврли. Сваќањата и однесувањето на Теофилакт биле сосема вообичаени за еден образован ромеј на висока црковна позиција во провинцијски град обкружен со варвари. Едноставно се работи за цивилизацијски и културолошки јаз кој реално постоел меѓу ромеите и словените, приоритет во неговото делување како лојален човек на византискиот цар било настојувањето да го држи покорно кон Византија населението на неговата архиепископија. Едноставно, Теофилакт бил човек со 2 лица и 2 природи. Византиската власт во Македонија во 12-тиот век главно имала стабилен карактер. Потребно е да се издвои дека за време на долгото владење на византискиот цар Мануил I Комнин 1143-1180 во контекст на византиско-српските судири, Македонија играла многу важна улога. Во тој контекст се бележат бројни престои на споменатиот цар во Македонија. Поконкретно, може да се утврдат дури 7 престојувања на царот Мануил во Пелагониската рамнина во период од 20 години, 1149-1168. При тоа просторот на Пелагонија бил погоден за подготвителни и логистички воени активности во борбите на Византија, главно против Србија. За историјата на македонските простори, ретки и значајни податоци се содржани во делото Географија од познатиот арабијански писател Идризи. Во споменатото дело од средината на 12-тиот век се споменуваат и накратко се опишуваат бројни македонски градови. Охрид е прекрасен град со многубројни згради и развиена трговија. Тој се протега на врвот од еден убав рид. Близу до него се протега големо езеро од кое рибата се лови со лодки. Тоа езеро се наоѓа од јужната страна на градот. Обиколката на езерото трае 3 дена патување. За Скопје се дознава дека бил голем град со особено развиено земјоделство, лозарство и овоштарство. Струмица се продегала на една планина и била богата со обработливи полиња, како и со овошни и лозови насади. Мородвист бил густо населен град сместен на рид и имал ниви и лозја. Малешево било место изградено на висорамнина и обкружено со села и селца со прекрасни градини и бројни овошни насади. Острово било селиште
обколено од големо езеро богато со риба, чија обиколка трае ден и половина патување. Воден бил град сместен на познатиот пат и бил оддалечен од Солун 2 дена патување. Сер бил убав град со многу згради, со лозја, со овошни насади и со ниви. Битола бил убав, прекрасен и пријатен град во кој се стигнувало од Охрид, одејќи кон исток за 2 дена, додека растојанието од Драч до Битола изнесувало 8 дена. Лерим пак бил оддалечен од Битола половина ден одење. Имал повеќе квартови со многу жители, а се наоѓал на една височинка. Уште се дознава дека по линијата околу градот биле посејани со разновидни култури, а имало и многу лозја. Поголемиот дел од градовите биле аграрни населби. Солун и Сер биле поразвиени градови со повеќе занаетчиски работилници. Со смртта на царот Мануил во 1180 година завршила една блескава епоха и започнал еден од најсудбоносните периоди во 1000-годишната историја на Византија. На внатрешен план до полн израз дошле сепаратистичките тенденции на крупните магнати. Во 1185 година се бележи нов нормански обид за завладување на балканските владенија на Византија. Откако во јули норманите од Сицилија, предводени од кралот Вилхелм II, без поголем напор го освоиле градот Драч, тие веднаш по патот Вие Егнација се упателе кон Солун. По повеќедневна обсада градот Солун паднал во нормански раце, иако бранителите изведувале храбри подвизи, скокајќи од зидините и без оружје, спротивставувајќи им се на непријателите. Најмногу поради губењето на Солун била предизвикана промена на византискиот престол, што воедно значило крај на династијата на Комнините. Во контекст за внатрешната нестабилност и сепаратистичките тенденции во Македонија треба да се истакне примерот со Добромир Хрс, користејќи ја зафатеноста на Византија околу обидите за ликвидирање на бугарското востание на браќата Петар и Асен. Крупниот благородник Добромир Хрс по потекло Влав се осамостоил во градот Струмица. Според историчарот Никита Хонијат, Хрс не им се придружил на браќата Петар и Асен кога тие во 1185 година се кренале против ромеите, туку кренал оружје против нив со своите 500 сонародници и станал сојузник на ромеите. Иако не се наведува во изворите, се смета дека Хрс и пред 1185 година делувал како крупен феодален господар во Струмичката област. Според известувањата на Хонијат, набрзо потоа беше фатен дека, постојано пробивајќи се напред и настојувајќи за себе да ја приграби власта, се приклонуван кон своите соплеменици, па поради тоа бил затворен. Потоа бил пуштен и испратен да ја чува Струмица, но надежите на царот, кој таму го испратил, тој ги изневерил, подведувајќи се на својата желба и тој на соседите ромеи безсрамни зла да им нанесува. Откако се утврдил во Струмица, според Теодор Скутариот, Хрс ја завзел и блиската тврдина Просек, која ја претворил во седиште на независно кнежество. Никита Хонијат пак потврдува дека по завладувањето со Струмица ја зазел и тврдината Просек, која откако ја уредил како резиденција, ја утврдил и приспособил во непристапно живеалиште. Познати се исклучително живописните описи на тврдината. Во очекување на напад од византискиот цар Алексиј III Ангел 1195-1203 година, тврдината Просек, која се наоѓала во Демиркаписката клисура, била претворена во неосвоиво упориште за ромеите. Хрс повеќе не се грежил од напад на царот, бидејќи внатре во тврдината складирал многу резерви од храна и по планината одгледувал овци и говеда. Единствен недостаток била водата, која морала да се доставува од реката Вардар, која порано се нарекувала Аксиос. Покрај Струмица и Просек, во самостојните владенија на Хрс влегувале
и други градчиња и села. Во 1199 година голема византиска војска предводена од царот Алексиј III се упатила кон Просек. Откако биле завземени и опустошени некои од попатните тврдини, веднаш се пристапило кон освојување на главното упориште. Таквата тактика се покажала неуспешна. Не располагајќи со потребните обсадни справи, ромеите лесно станувале жртви на војниците на Хрс. Стрелајќи од височините и тркалајќи камењи и празни бочви, тие ги убивале напаѓачите и внесувале ужасен страв во редовите на византиската војска. Откако за царот Алексиј III станало известно дека тврдината Просек е неосвојива, бил склучен мировен договор. Најважно за Хрс било што издејствувал и натаму да го владее Просек, но и да се ожени за жена од благороден род. За негова сопруга била избрана ќерката на протостраторот Мануил Камица, братучедот на царот, која откако насила била разведена, му била испратена на господарот на Просек. По свадбата, исклучениот брак меѓу Хрс и византиската принцеза, привремено настапил мирен период во меѓусебните односи. Но не за долго. Мануил Камица, по ослободувањето од бугарско заробеништво, го убедил својот зет Хрс заедно да ги нападнат ромејските области близу до Просек. Во 1201 година, по брзото и лесно освојување на Прилеп и Пелагонија, сојузничките војски ги продолжиле своите проширувања кон пространи територии се до Тесалија, а засегнати биле и областите на Средна Грција и Пелопонес. Тогаш царот Алексиј III ја применил вештата византиска дипломатија и издејствувал раздор и раскинување на сојузот меѓу зетот Хрс и тестот Камица. Откако му ја ветил раката на својата внука Теодора, византискиот цар успеал да го придобие господарот на Просек и набрзо бил склучен нов мировен договор. На тој начин, без да слезе од својот каменест и непристапен Просек, како змеј кој се гнезди на карпа и не остава траги по своите стапки, ти го принуди кон робство, известува Никите Хонијат. Хрс бил натеран да му се потчини на царот. Таквата постапка всушност го предодредила крајот на самостојното владение на Добромир Хрс. Во 1201 и 1202 година, освен што и ги вратил на Византија Прилеп, Пелагонија и соседните владенија, Хрс набрзо ја загубил и Струмица. По 1202 година Добромир Хрс веќе не се споменува во изворите и тој за секогаш исчезнал од историската сцена. Веќе започнало 13-тото столетие, кое се карактеризирало со исклучителна динамичност и менливост во однос на воено-политичките и црковните случувања.